Со помош на Црвениот крст, пунктот за бездомници Момин поток денес е проширен со трапезарија. Покрај тоа што пунктот ќе вклучува лекарски и психолошки прегледи како и климатизирани простори каде ќе се заштитат од високите температури, бездомниците ќе може да се послужат со топол оброк секој понеделник и четврток. Градоначалникот на Скопје Петар Шилегов ја поздрави одлуката и вети дека најзагрозените ќе добијат неопходна помош. Надградбата на пунктот чинела 1.700.000 динари, од кои 1.500.000 динари биле средства добиени од град Скопје, а останатите од донации. Пунктот има капацитет да задржи и ослужи 40 лица. Наша цел е да овозможиме колку толку достоинствени услови и можност за ресоциализација на бездомните лица, особено ако се имало предвид дека внатре во трпезаријата и кујната кој што денес ги отвараме ќе работат социјално загрозени лица, родители на деца со посебни потреби и сличен вид на социјални категории за надоместок со крајна цел да на тој начин го подобриме животот или животните услови и во тие семејства. И секретарката на Црвениот крст Сузана Тунева се заблагодари на помошта од хуманите луѓе кои донирале местото да биде побезбедно и поубаво за најзагрозените. Искрено се надевам дека на овој начин сите заедно ќе придонесеме да го заштитиме интегритетот и на овие лица, бидејќи тие секако живеат на улица, меѓутоа знаат дека овде има едно катче каде што ќе можат да си го заштитат својот интегритет, да се дискутираат за своите проблеми и заеднички да најдеме решение се со цел повторно да ги вратиме во нормалниот тек на живење и во системот на нашиот град. Ова иницијатива е дел од серијата хуманитарни акции кои ги презема градот Скопје за своите граѓани, особено кога станува збор за најзагрозените. Бездомниците секој понеделник и четврток имаат полесен пристап до лекарска помош, како и до топол оброк.